ВМРО ДПМН ја одби поканата на претседателот Пендаровски за заедничко чествување без зговор на Илинден на Мечкин камен. Од опозицијата велат дека одлуката на шефот на државата е срамен и недржавнички чин. Оти Илинден треба да се одбележи со најголеми почести. Председателот Христијан Мицкоски ќе традиционално ќе биде присутен во Струшко ташмаруништа. Пендаровски со овој потек ја менува 30 годишната традиција на прославата за Илинден. Но кога некој човек нема визија за Република Македонија, не може ни да очекувате дека ќе има што да каже. И затоа ова е резултатот. Навистина сме изненадени и ова е срамен и недржавнички потек. Дел од познавачите велат дека не ги изненадува одлуката на Пендаровски да се слави Илинден без одржување на говор. Оти кога ќе се обраќа кон граѓаните, ќе треба да го каже името на државата. Ако држи говор, ќе треба да каже да спомне македонски народ, ќе треба да спомне Македонија. Ако тоа го избегне и не го направи, нормално е дека народ еден дел ќе му свирка ако отие што ќе бидат таму. Ако тоа го направи, ќе го караат таа грците, не знам кој. Третата работа е дека знаеш, ние за Аснам 44 направивме нов Прохорчински во Перенци, така. Треба и ово јасно сега, односно треба Илинден 903 да се минимизира малце, бидејќи он веќе го прогласи Гоце за бугарин, целиот тој период полека ќе се спремаат да им го отстапат на бугарите, да ги сменат учебниците и така натаму. Покрај аналитичарите и социјалните мрежи вријат по скандалозната одлука на Пендаровски да го смени концептот стар 30 години за славење на Илинден. Дел од граѓаните велат дека со ваквиот чекор власта само си го покрива срамот за соочување во очи со народот. Кој ќе го прифати повикот на Пендаровски и отиде на Мечкин камен е директен поддржуваш на разнебитувањето на Македонија. Ми се допаѓа ова со Пендаровски што кажал дека ги свиркаат и не сакал говор да држи. Свесни се значи дека народот не ги сака и дека немаат баш образ да го погледнат во очи. Знаете зошто ќе се обрати со видео порака? Затоа што се плаши од сопствениот народ, од неговиот гнев кој се таложи овие години, додека СДС и тој се на власт, се плаши од сопствените лаги од повиците УА, кој ќе ги слушне Македонија е жива, да живее вечно. Вчера Пендаровски на брифинг со новинарите кажа дека овој 2 август нема да има говор на некој од носителите на власта во државата на Мечкин камен. Наместо евентот да започне традиционално предпладне, настанот е поместен за во 18 часот. Причината е што Пендаровски сакал да остави доволно простор за сите лидери на политичките партии во земјава, кои имаат настани поврзани со празникот во предпладневите часови, да можат да стигнат на Мечкин камен за заедно да се одбележи празникот. Лично се поканети сите, вели Пендаровски. Од големите партии присуството го потврдиле Зоран Заев и Али Ахмети.